Денеска сум во Кичевската касарна на една тема која што и мене и на владата ни е многу важна. А тоа е темата на еднакви права помеѓу мажите и жените. Тоа го промовиравме и за тоа се залагавме на ниво на држава, меѓутоа покажавме дека дури и во една структура, еден систем како што е воениот, дека и на таа тема забележуваме резултати. Во изминатиот период инвестиравме на два фронта во армијата. Едниот фронт беше членството во НАТО и тука го забележавме најголемиот државен и стратешки успех. Вториот фронт беше да ги подобриме условите за работа и живот во армијата. И тука забележавме успех. Сите плати пораснаа повеќе од 50%, сите примања на припадниците. Обезбедивме нови униформи и чизми, што вака одеднаш не се случило ниту еднаш во историјата на нашата армија. Обезбедивме прва модернизација во армијата со оклопни возила и со инженериски машини. И го направивме Министерството за одбрана најтранспарентно министерство и институција во целата држава. Меѓутоа, во сенка на овие два успеха, работевме и на теми кои што сметаме дека се исто важни. Нашата армија е армија на сите граѓани и граѓанки на државата. И затоа и таа треба да ја земе предвид таа еднаквост помеѓу мажите и жените. Задоволство ми е што во изминативе години го зголемивме сериозно бројот на жени офицери, го триплиравме, 3 пати порасна бројот на полковници, односно полковнички во армијата, и го зголемивме и бројот на девојки кои што се запишуваат на воената академија. Тоа е создавање на подмладок кој што ќе биде навистина НАТО подмладок и како резултат на таа инвестиција една наша питомка беше наградена како најдобар странски питомец на воената академија во Австрија. Во жените вреди да се инвестира, во жените вреди да се инвестира и во армијата, и на денешната средба потврдивме дека како држава членка на НАТО имаме многу што да понудиме. За прв пат го правиме дополнителниот план за оваа родова перспектива и во армијата и во одбраната, и ќе имаме со што да се пофалиме и пред нашите припаднички, и пред нашите граѓани и граѓанки, но и пред НАТО.